Целиот овој материјал е скоро насекаде дистрибуиран, посебно дистрибуиран е во сите основни и средни училишта во нашиот град, во сите детски градинки, а наредната недела ќе се дистрибуираат овие средства во центрите за лицата со попреченост и секако во населбата Тризла, кај ромската популација, кај сите оние што имаат социјална минимална помош. Сакам да ја поздравам оваа иницијатива на оваа невладина организација, да им се заблагодарам за ова што го направија и да им честитам за тоа што се едни од ретките невладини организации во нашата општина кои што со директен проект и со нивно директно учество се погрижија за оваа донација за да им излезиме во пресред на најзагрозените граѓани во нашиот град, на училиштата и на децата во детските градинки, секако и во испуштив да кажем во домот за стари лица, исто така беа внесени овие хигиенски и дезинфекциони средства. Многу ми е драго исто така што оваа помош, оваа донација стигна во право време, не само во вистински раце, туку и во право време, пред почетокот на школската година, пред почетокот на учебната година, кога што му е најпотребна на учениците од основните и средните училишта, секако и на децата во детските градинки. Како што кажа и градоначалникот, во текот на наредната недела ќе направиме дистрибуција до најранливите категории во Прилеп, во населбата Тризла 2, односно кај ромското население кои што се корисници на гарантирана минимална помош, парична помош, каде што ќе дистрибуираме средства за дезинфекција и заштитни маски, но исто така и ќе делуваме со информативен дел, со постување на постери со цел да се подобри делот на информираност кај населението за заштитните мерки од превенција и ширење на COVID-19. Паралелно на сето ова, оно што го правиме заедно со општина Прилеп е онлайн информативна кампања со цел да информираме младите во општината за сите протоколи и сите мерки кои што се на ниво на препораки од Светска здравствена организација, но протоколи од страна на Министерството за здравство, се со цел да придонесиме кон поголема информираност првично на младите, но и на целата општа популација за спречување на ширењето на COVID-19.